Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас Мирјана Давидовска. Добро утро, благодарам што не следите. Двајца пациенти со западно-нилска треска се во критична состојба и поставени на респиратор на клиниката за инфективни болести. Хоспитализирани се уште 5 лица, додека за тројца со воспаление на мозокот се чекаат резултати дали се заразени со вирусот. Кај овој пациент, 66 годишниот, кој имаше влошување на здравствената состојба, која беше причина поради која е интубиран денеска, исто така е пациент кој не патувал надвор од земјата, ако тоа ви значи ептемолошката анкета и за него е негативна. Но има куп коморбидитети. Се чека дополнително лабораториските резултати од Институтот за јавно здравје. Постои големо сомнение дека може да се работи за истата инфекција. Утрово се спроведува авионска дезинсекција против комарци на подрачјето на градот Скопје. Во текот на вчерашниот ден, по налог на Министерството за здравство, Центарот за јавно здравје спроведе дополнителна дезинсекција од земја против возрастни комарци во населба Драчево. Станува збор за вонредно прскање против комарци, спроведено по индикација согласно програмата за јавно здравје и подобените стручни информации од ЦЗ Скопје. Од град Скопје вчера информираа дека во текот на изминатиот период биле реализирани повеќе третмани за сузбивање на ларвите и возрастните форми на комарци. Авионска дезинсекција против ларви била вршена на 7 мај, 11 јуни, 10 јули. Во меѓувреме и теренска дезинсекција на 26 јуни, 23 јули. Прскање против возрастни комарци било направено авионски и теренски по 4 пати во текот на изминатиот месец. Со само едно поставено прашање се одржа седницата за пратенички прашања во собранието. По повеќе процедурални забелешки и паузи, седницата беше прекината и пред крајот на времето предвидено за работа на пратениците. Премиерот Мицкоски и лидерот на опозицијата меѓусебно се обвинуваа за епидемијата во Гостивар. Го пуштате министерот за внатрешни работи да зборува за чистење на водата, хлорирање, хиперхлорирање, човекот нема капацитет, не знае за тоа, не му е тоа сфера на експертиза, внимавајте, хиперхлорирање на водата носи зголемен ризик од малигни болести. Нема најави за зголемување на стандардот, нема најави за зголемување на платите, се порасна, сите цени се зголемија, освен платите, тие стагнираат. Се зголеми парното, се зголемија повторно горивата, повторно нема мерки за помош на одредени категории. Па зарам сега не се потврдуваат нашите тези тоа што ние го зборуваме, дека намерно не сакате во Европа, дека намерно го блокиравте европскиот пат. Кој е премиер крив за овие работи? Јас знам, вие ќе кажете, Венко е крив, СДСМ е крива за се ова, меѓутоа граѓаните знаат дека вие сносите одговорноста за сите овие работи. Центар за јавно здравје Прилеп. Извештај од 1 февруари 2019 до 28 февруари 2019. Се однесува за градовите Прилеп, Крушево, Македонски Брод. Самиот извештај вели дека има неисправност на водата поради тоа што имаме М се однесува на бактериолошката неисправност и Ф се однесува на физичко-хемиската неисправност на примероците. Еве ги сите тие параметри. Превземено ништо. Се обидувате на граѓаните да им помогнете на тој начин што ќе ги надплатите неколкукратно вакцините преку оваа Стабри компанија и јас очекувам дека обвинителството ќе превземе во своји раце да го истражува овој случај и не се заканувам, нема потреба да се плашите. Јас знам дека Фројд работи кај вас, но нема потреба да се плашите. Јуни 2022 влада на СДСМ, експертот што ви дошепнуваше позади вас, член на таа влада, дуе во таа влада и уште некој, инфлација 14,7%. Осми во овие 12 држави, 14,7%. Јуни 2026 година 3,4%. Трети, 73 месеци влада на СДСМ и ДУИ. Просечно месечно се зголемувала платата за 224 денари. Просечна плата јули 2024
40.961 денар, просечна плата мај 2026 година 49.544 дена. 23 месеци влада предводена од ВМРО ДПМН или просечно месечно растела по 373 дена. Гостиварци си уште немаат чиста вода за пиење, а и неизвестно е кога повторно ќе добие градот безбедна вода поради појавата на нова бактерија во водоводниот систем. Иако најавите беа до крајот на викендот, сепак министерот за здравство вели дека без 3 последователни исправни анализи нема да се дозволи користење на водата за пиење и готвење. Сакаме да бидеме максимално сигурни пред да дозволиме водата да се употребува за пиење и за подготовка на храна. Значи се следат пробите, тие ќе продолжат и во текот на викендот, значи секој ден од повеќе кориснички места се земаат проби. Во моментот чим 3 едно по друго проби ќе бидат соодветни за пиење, ќе биде ставен во употреба водовод. Секој ден се прават анализи од најмалку 9 кориснички места, која ќе биде соопштено.